На сите мои состаноци разговаравме за аболицијата на председателот, која го нарушува владењето на правото и принципот на одговорност. Аболицијата не само што го подкопа владењето на правото, туку и кредибилноста на земјата аспирант за влез во евроатлантските институции. Многу е важно лидерите да работат да ја поправат штетата направена од ова на начин кој е чист, сеопфатен и многу јасен, што е можно поскоро. Доколку лидерите работат на аболицијата само селективно, тоа само ќе придонесе на загрижувачката ситуација на неказневост. Одговорноста исто така подразбира партиите и лидерите на земјата во целост да ја поддржат работата на институциите кои придонесуваат во демократијата, вклучувајќи го и владењето на правото, кои се одговорни за индициите за криминал од прислушуваниот материјал. Во спротивно, Македонија ќе остане заглавена во оваа криза и нема да може да напредува во своите цели, односно да се придвижи кон НАТО и ЕУ. Владата мора во целост да покаже видливи мерки и посветеност за плурална демократија, како и посветеност за имплементација на она што политичките партии го договорија преку договорот од Пржино. Тоа значи вклучување на опозицијата и на граѓанското општество, инклузивност која е клучна за контрола на моќта на владата.